Проектот Добра земјоделска практика, богат биодиверзитет, чија главна цел е спречувањето на палењето на сламата и остатоците од жетвата на полињата во Кочанско, продолжува со втора фаза. Во неа преку средби со земјоделските производители ќе се укажува на неопходноста од зачувување на животната средина. На работната средба што ја организираше Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка, кој е носител на проектот, присуствуваа представници од општина Кочани, од месните и урбаните заедници, од комуналното предпријатие Водовод, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и индивидуални земјоделски производители, при што се договараа на тамошните активности и мерки за собирање и искористување на сламата за производство на компост. Подигање на свеста на земјоделците, сите оние кои што се занимаваат со одгледување на житни култури, за тоа како влијае штетно палењето на жетвените остатоци. Значи, овој проект има за цел да со неговите активности да допринесе кај земјоделците за употреба на оние минимум основни моменти за користење на добрата земјоделска пракса, нивна примена во нивното производство на житните култури, со што би се допринело за зачувување на животната средина. Исто така, овој проект нуди и алтернативни решенија за справување на земјоделците со жетвените остатоци. Значи, со сите тие потребени алтернативни решенија би се дошло до значително намалување на лошото користење, лошото справување со жетвените остатоци или поточно, едноставно кажано, палењето на жетвените остатоци. Во соработка со комуналното предпријатие Водовод од Кочани, воспоставен е модел за собирање на сламата од ризовите ниви и нејзино транспортирање до станицата за пречистување на отпадните води кај селото Мојанци. Таму сламата се искористува во процесот на филтрирање на водата од фекалната канализација, пошто со посебна хемиска постапка се добива органско ѓубриво. Од локалната самоуправа на Кочани најавија подобрување на условите за собирање на сламата од полињата и за нејзин транспорт до пречистителната станица за отпадни води. Ние како локална самоуправа веќе предвидовме тие се околу 12 километра. Како локална самоуправа веќе предвидовме средства и во теке јавната набавка, пошто ќе почнеме веднаш со реализација, односно прочистување, пробивање, тампонирање на сите пристапни патишта до нивите, да возможиме земјоделците исто така да полесно доаѓаат и полесно го собират како родот, така и сламата. Понатаму, со пречистителната станица, значи еден голем дел, во колку изнајдеме заедничко решение со земјоделците и јавното комунално предпријатие за потребите на пречистителната станица, значи една количина од сламата ќе биде соберена, односно преземена од страна на јавното предпријатие на начин на кој што ќе биде договорено со земјоделците. Проектот Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет се спроведува во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија, што е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, а во координација со Фармахем од Скопје.